Дали некогаш сте скролале низ социјалните медиуми и сте си помислиле: чекај, дали е ова вистина? Дали сте слушнале гласина што се проширила како шумски пожар? Верувале или не, многу од работите не се случуваат сами по себе. Некој од нив се дел од тактика која се користи за манипулација со јавноста од странство. Странското мешање и манипулирање со информации, скратено се нарекува СММИ. Што всушност е СММИ? Во основа, некои странски сили, држави или групи однадвор се мешаат во општествениот живот во нашата земја. Тоа не го прават за забава, туку да ги потресат работите и да ги натераат луѓето на конфронтации и да ја ослабнат довербата во државните институции. Странското мешање и манипулирање со информации е сериозен предизвик за националната безбедност, за јавната доверба и демократските институции. Најчестите форми на странско мешање и манипулирање со информации вклучуваат дезинформации и пропаганда, потоа злоупотреба и манипулација на медиумскиот простор и социјалните мрежи, сајбер напади, влијание и манипулација преку економскиот и дипломатскиот сектор, за да се засили целокупниот хаос во комбиниран пристап со претходните постапки. И како се користат овие алатки? Се пласираат лажни вести што звучат драматично, но не се вистините. Хакери продираат во државните системи или пак ги соборуваат веб страниците. На социјалните мрежи некои злонамерни објави силно се поддржуваат, а пак другите се закопуваат. Што е целта на странското мешање? Меѓу главните цели на ваквите кампањи е да се подкопа довербата во владата и во институциите, да се подгреваат политичките и социјалните тензии, да се влијае на изборните процеси преку дезинформации, па дури и да се промовираат авторитарни системи како подобри алтернативи. Зошто е мета Северна Македонија? Иако нашата земја е мала, таа има важна геостратешка позиција на Балканот. Ние сме раскрсница на големи глобални интереси. Членка сме на НАТО и имаме аспирации да се приклучиме кон ЕУ. Тоа не прави цел за земји и групи кои не сакаат да не видат како успеваме во таа насока. Што може да направиме за да се одбраниме? Прво, освестувањето на постоење на овој феномен е клучен чекор. Колку повеќе разбираме како функционира странското мешање, толку помала ќе биде неговата моќ. Плюс, ни требаат посилни институции, поквалитетни закони и многу подобра координација меѓу институциите, медиумите и образованието. Може ли да ни наведете конкретни примери за кои е докажано странско мешање и манипулирање со информации во Северна Македонија? Овие примери нема да може да ги најдеме директно онака како што сме навикнати конвенционално да ги гледаме. Тие примери се наоѓаат во социјалните медиуми, во манипулација и во артикулирање на проблемите кои што се внатрешни, генерички, интрисични за нашиот регион, и таквите примери може да се видат во затворени форуми, но и во форуми кои што се всушност намерно креирани за да може да се создадат овие манипулации. Генерално, како најглавен извор представуваат медиумите од соседна Србија, кои што всушност го користат проксимитетот на јазикот и разбирливоста на јазикот, кој што го говорат речиси 24 милиони луѓе, и слабоста на нашите медиуми, кои што често пати знаат да пренесуваат голи вести со копи-пейст практика на ваквите информации. Тие секогаш се чувствителни политички, се чувствителни на основа на етникуми, религија или пак кога треба да се донесе некоја стратешка одлука со која што се има за цел да се инхибира јавното мнение и јавната поддршка кај политичките елити за да може да носат одлуки кои што се смели, храбри и кои што не се во рамките и оквирот на очекувањата на оние кои што сакаат да влијаат. Како да ги препознаеме овие обиди? Тешко се препознаваат ако немате доволно добра обученост, не само медиумска, туку и дигитална. И истите имаат за цел секогаш да се сокријат помеѓу општата вистина, што јас тоа го нарекувам. Тоа значи дека вие можеби зборувате за 5 кила овошје, но не кажувате дека зборувате за 2 кила портокали и 3 кила мушмули, што е значително голема разлика. Зошто го велам тоа? Затоа што секогаш тие сакаат да имаат делумна вистина или полувистина во она што
постои како такво, како се пласира таа дезинформација или манипулација, се со цел да можат лесно да ја обноват или да се вратат како дополнителна информација со која што ќе креират контранаратив кој ќе се обидете да ја разобличите таа дезинформација. Тоа бара значително ниво на подготвеност, медиумска писменост, но и дигитална писменост. Ова е многу опасно за македонската демократија, особено заради тоа што македонската демократија е исклучително кревка. Таа почива на колективистички пристап на практикување на демократија, во која што граѓаните, кои што треба да бидат најсуверени, често пати, тоа не е критика, туку е факт, често пати своите одлуки ги носат на база на колективизам, не на база на индивидуално размислување, на индивидуален став, што е одрази на дадена култура. Следниот пат кога нешто ќе ви изгледа чудно на интернет или пак во медиумите, одвојте малку време. Не го прифаќајте здраво за готово. Прашајте се, кој би можел да има корист од таква информација. И останете љубопитни, останете смирени и најважно од се, останете разумни.